почитувани верници, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Во оваа емисија, со оглед на тоа што ни престои еден богат празничен период, ќе обрнеме повеќе внимание на празниците кои што ни престојат. Ово е житието на светите три светители, празникот на светите три вселенски учители, светители е востановен за празнување во 11 век за време на владењето на благоверниот и христолюбив цар Алекси Комнен. Имено, секој од овие три светители, светиот Васили Велики, свети Григори Богослов и светиот Јован Златоуст, имаат свој посебен ден за празнување во месецот јануари. Но во тоа време се појавил голем спор околу тие три светители меѓу верниците. Едните го поставувале свети Васили Велики повисоко од другите светители, тврдејќи дека ги надминува другите во делата и словата, при што во него гледале маж малку подолу од ангелите, со цврст дух кому земните работи му биле туги. Веднаш по него го поставувале божествениот Јован Златоуст кој имал поинакви карактеристики и задачи. Едните тврделе требало да ги милува грешниците и да ги води кон покаяние. Другите пак обратно го возвишувале божествениот Златоуст како најчовеколюбив маж кој разбира слабоста на човечкото битие и столб кој патствата ја насочувал кон покаяние со своите беседи, затоа и го поставувале повисоко од светиот Васили и од светиот Григори. Постојала и трета група која ревностно стојала за светиот Григори Богослов, тврдејќи дека со неговата убедувачка моќ, недостижната длабочина на умот и искуството кое го имал во толкувањето на Светото писмо. Другите пак го намалувале неговото значење. На овој начин постоела раздор меѓу православните, при што едните се нарекувале себе си Јованити, други Василијани, а трети пак Григоријани. По Божја промисла, светите три светители му се јавиле на свети Јован, епископот Евхатиски, кој се прославил со својот добродетелен живот и ученост. Најпрво одделно, а потоа и тројцата заедно. Заедно почнали да му зборуваат. Како што гледаш, ние сме еднакви пред Бога. Помеѓу нас нема никаква поделеност, ниту пак спротивставеност еден кон друг. Во своето време секој од нас, поттикнат од благодата на Божествениот Дух, ги напиша соодветните поуки потребни за спасение на народите. Тоа што го научивме тајно, го предадовме на луѓето јавно. Помеѓу нас нема ниту прв, ниту втор, затоа нареди им на оние кои спорот за нас да престанат со споровите, оти ние се грижиме сите крајеви на Вселената да ги доведеме во мир и едномислие. Исто така, соедини го нашето празнување во еден ден и состави ни празнична служба и на другите пренеси им дека нашето достоинство е исто, а ние ќе бидеме помошници на оние кои го прославуваат нашиот спомен. Откако го кажале сето ова, се вознале кон небото сиејќи со неопишлива светлина и повикувајќи се еден друг по име. Блажениот епископ Јован веднаш го пренел она што го видел меѓу луѓето кои спореле и меѓу нив веднаш завладеал мир. Го востановил и празникот на светите три архиереи, како што му било наредено од самите нив. Тука јасно се видела мудроста на овој голем маж, откако увидел дека сите три светители се празнуваат во јануари. Светиот Васили на 1, свети Григори на 25, а свети Јован на 27. Одлучил денот на споменот да биде на 30-тиот ден од истиот месец. По Божја промисла, овој спор беше решен во корист на црквата и на уште поголема слава на овие тројца светители. Евхаитскиот епископ Јован имаше едно видение во сон, имено прво му се јави секој од овие светители во голема слава и неискажлива чудесност, а потоа сите тројца заедно. Во денешнава емисија повеќе простор ќе одделиме за прославувањето на светиот маченик Трифун, бидејќи во последните неколку години сведоци сме дека на овој ден
под директно влијание на западниот свет и на католицизмот, младите го прославуваат и празникот посветен на светиот свештеномаченик Валентин, светител кој што е познат на православната традиција, но начинот на кој што се слави и се прославува не е во склоп со православното црковно предание и ќе се обидеме да ги разрешиме дилемите околу начинот и историјатот на прославување на истиот. Со сите свети и самите себе еден со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Светиот Трифун е роден во Малоазиската област Фригија и уште од раното детство во него се појавила необична Божја благодат со покажување на дар на чудотворство. Тој, на изненадување на своите современици, имал мок над болните. Посебно душевно заболените по погледот на младиот Трифун биле излекувани. Некоја необична исцелителна сила зрачела од неговиот поглед. Меѓу многобројните негови чуда, кои што ги вршил со благодата Божја, се споменува и исцелувањето на ќерката на римскиот император Гордијан. Тој имал необично убава ќерка и поради незината убавина многу кнезови ја проселе за своите синови. Но се случило несреќа да оваа убава принцеза душевно се разболи, бидејќи нечистиот дух влегол во неа и многу ја мачел. При страшните настапи на болеста, таа многу пати сакала да се фрли во оган или во вода. Ниеден лекар не можел да ја помогне и да ја излечи. На девојката ѝ било откриена дека единствено може да ја излечи детето Трифун. Дознавајќи царот за необичната моќ на фригиското момче Трифун, го повикал да ја спаси неговата ќерка. Царските слуги, после долго барање во Фригија, го нашле момчето покрај езеро како чува гуски. Затоа тој често на иконите се слика обкружен со гуски. Тогаш тие го повеле во Рим и кога се приближил до местото каде што живеела девојката, ѓаволот го почувствувал неговото доаѓање и немилосердно почнал да ја мачи девојката викајќи: "Не можам повеќе овде да живеам, бидејќи се приближува светиот Трифун", и не дочекувајќи го излегол и таа веднаш оздравела. По излекувањето настапила неопислива радост во дворот. Царот богато го наградил светиот Трифун, но тој не го задржал добиеното богатство, туку веднаш го разделил на сиромашните и на бедните и самиот живеел скромно во своето родно место. Правил добри дела и им помагал на болните и немокните. Но по смртта на царот Гордијан, кој бил трпелив спрема христијаните, дошол крволочниот цар Декеј, кој наредил да се прогонуваат. Сите оние кои не сакале да се одречат од Господа Христа, ги фаќеле, мачеле и на крај убивале. И како што не може да се сокрие град што стои на врв планина, така ни светиот Трифун не бил скрин од очите на гонителите. Светиот маченик не сакал да бега во пустината, туку се наоружал со молитва и благодат Божја и смело пошол кај управникот на покраината Акилин. Тој им наредил да им се поклони на боговите, воспротивно ќе биде подложен на најстрашни маки. Светиот Трифун ја одбил неговата наредба. Потоа за него настана неописливи мачиња, врзан со раците назад го обесиле на дрво и го комшикувале 3 часа. Само мачителите можеле да бидат толку зверски расположени спрема невините христијани. Но младиот маченик Трифун сето тоа го издржал со изобилна Божја помош. Кога виделе дека ни мачењата не помагаат, решиле да го посечат со меч. Но мачителот претходно наредил да го врзат за еден конј и така врзан бос да го поведат во планината. Од силниот мраз и студ почнале да му опаѓаат меса и прсти од нозите, но тој тоа го трпел без збор и наместо протест од устните на овој маченик се слушала молитвата за гонителите: "Господи, не им го пишувај ова за грев." Пред извршувањето на смртната пресуда му дозволиле да се помоли на Бога. Тој со топла молитва му заблагодарил на Бога со зборовите: "Господи, ти благодарам што си ми удостоил до крај да го издржам овој подвиг и примија мојата душа во својата света небесна обител." И Бог ја услушил неговата молитва. Додека се молел, Господ ја зел душата на маченикот кај себе. Мачителите не можеле да ја извршат својата намера и да му пресечат главата. Ово се случило во Никеја. Христијаните од ова место го зеле телото на маченикот и го пренеле во неговото родно место. Еден дел од светите мошти денес се наоѓа во Москва, во храмот посветен на светиот маченик Трифун. Православната црква го слави како исцелител, кој се удостоил
на маченичкиот венец за Господа Христа. Сведоци сме дека во текот на последниве неколку години во овие краишта се појави една традиција која што е поврзана со ликот на двајца православни светители, односно со ликот на светиот Трифун и на светиот Валентин. Токму на овој ден овие два светители се прославуваат на начини кои што не и се познати на црквата. Имено светиот Валентин се прославува со делење на некакви љубовни пораки, со поклонување, додека светиот Трифун се прославува со собирање на некакви пијанки или некои слични такви собири. Што се однесува до ликот на светиот Валентин, кој што се смета за католички светител, прочепкувајќи и барајќи некои податоци, најдов на еден податок од еден современ теолог и представник на современата теолошка мисла, рускиот теолог ѓаконот Андреј Кураев, кој што сведочи дека всушност светиот Валентин е православен светител, кој што живеел некаде во 3 век, а познато е дека се до поделбата на црквите во 1054 година, сите светители кои што живееле до 11 век спаѓаат во редот и на православни светители. Еве што ни сведочи Охридскиот пролог за свештеномаченикот Валентин. Бил епископ во италијанскиот град Интерамни. Од болест го исцелил братот на римскиот трибун Фронтен. Кога се разболел синот на познатиот филозоф Кратон, по советот на трибунот, Кратон го повикал епископот Валентин во Рим. Херимон бил целиот згрчен, така што главата му била свиткана меѓу колената. Валентин се затворил во собата со болниот и цела ноќ ја поминал во молитва. Утредента го извел Херимона потполно здрав и го предал на татко му. Тогаш се крстил Кратон со целиот свој дом и со тројца своји ученици. Херимон го оставил татковиот дом и заминал со светиот Валентин. Во тој ден се крстил и синот на римскиот ерарх Авдуни. Разлутен, поради ова епархот го фатил Валентина и после мачењата го обезглавил со меч. Тогаш били исечени и оние тројца ученици на Кратон, Прокул, Евив и Аполони. Сите заедно постраделе во 273 година и станале граѓани на Небесното царство. Прочитано во Житие доволно сведоштво дека светиот свештеномаченик Валентин е наш православен светител, но тој, како што ние знаеме, не се празнува на 14 февруари, туку се празнува неговиот спомен на 12 август. Многумина се прашуваат зошто токму на овој ден католичката црква го чествува споменот на светиот Валентин. Одговорот е едноставен. Црквата, борејќи се да искорени многу душепогубни обичаи кои што владееле во Рим, односно во тоа време постоел еден обичај кој бил посветен во чествување и жртви принесување на волците. Имено многу млади луѓе се собирале на одредено место, колеле коза и ја принасале како жртва, а од кожата се промачкувале со крвта и ја сечеле на делови како камшици и трчале голи низ целиот град и ги удирале случајните минувачи, а тие пак, оние што биле удрени, ударот го сметале како голем благослов. Потоа, за да се стави како круна на душепогубниот чин на празнување на празникот, како што кажавме, на волците, тие се собирале и во една торба или во еден сад ги ставале имињата и машките ги влечеле имињата на женските и оној што ќе го изличил името на другиот оделе заедно и блудствувале. Од приписките и од писмата кои што ги пишува светиот Валентин, тој се нарекува и заштитник на љубовта, но не на онаа љубов како што ја вршиле паганите, односно еротската, туку тој пред се зборува за христијанската љубов и за љубовта меѓу човекот кон човека, значи братската љубов и за љубовта на човекот кон Бога. Па така, за да се искорени ова душепогубна традиција за одблудствување, Светата црква токму на денот кога што го празнувале празникот на волците, го сместила празникот на Свети Валентин со цел луѓето да не зборуваат и да не размислуваат за еротската љубов, туку за љубовта меѓу ближниот. Целото она празнување на светиот свештеномаченик Валентин, кој што под директно влијание од Западот, целата таа искомерцијализираност на западната култура, она што се слави, значи со денот посветен на светиот маченик Трифун, во православието нема никаква основа и таквиот начин на славење, значи подарување на некои подароци, изразување на љубов, во православието не е познат на православието. Имено, значи, не постои правило секој ден
Треба да ги сакаме нашите ближни, значи нема одредено правило кога треба да поклониме на некој нешто, да подариме или да изразиме нашата љубов кон одредени луѓе. Што се однесува за светиот маченик Трифун, исто така постои една традиција, токму на овој ден да биват закројувани лозите, но она што е лошо во целото ово празнување е тоа што некои луѓе, некои од незнаење, повеќето од нив, светиот Трифун го нарекуваат пијаница, што така да се однесуваме и да условуваме некој светител кој што се моли пред Бога за нас, навистина не е долично за нас христијаните. Ние можеме да бараме од Бога благослов преку молитвите на светиот Трифун за богат род, но никако овој ден да не го прославуваме со разни пијанки и седенки, туку молитвено, учествувајќи на заедничката литургија, да се помолиме за род, за здравје и за наше спасение. Во наредните минути ќе позборуваме за големиот празник Сретение Господово, кој што представува еден од најважните настани од овоземниот живот на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. На празникот Сретение Господово, црквата го слави споменот на значајниот настан од земниот живот на нашиот Господ Исус Христос. Во 40-тиот ден по раѓањето, Богомладенецот беше принесен во Ерусалимскиот храм, центарот на верскиот живот на богоизбраниот народ. Според законот Мојсеев, на жената што ќе роди машко дете во текот на 40 дена и било забрането да влегува во храмот Божи. По истекот на тоа време, мајката доаѓала во храмот со младенецот за да му принесе на Господа благодарствена и очистителна жртва. Пресветата Дева, мајката Божја, немаше потреба од очистување, затоа што го роди изворот на чистотата и светост без да познае машт, но по своето длабоко смирение таа му се потчини на пропишаното во законот. Во тоа време живееше во Ерусалим праведниот старец Симеон, кој се слави на 16 февруари. Тој беше добил откровение дека нема да умре додека не го види Христа Спасителот. По небесно вдаховение, благочестивиот старец дојде во храмот во тоа време кога Пресветата Богородица и праведниот Јосиф го донесува тука младенецот Исус за да го исполнат законскиот обред. Богопримецот Симеон го зеде на раце Богомладенецот и благословајќи го Бога изрече пророштво за Спасителот на светот. Сега го отпушта својот раб со мир, владико, според зборовите Твои, зашто очите мои го видел спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за просветлување на незнабожците и слава на Твојот народ Израелот. На Пресветата Дева, пак праведниот Симеон и рече: Еве, овој лежи за паѓање и подигање на мнозина во Израелот и е знак против кого ќе се говори. А и на тебе самата, мечки ти ја прободе душата, за да се откријат помислите на многу срца. Во храмот беше и 84 годишната вдовица Ана, пророчица, ќерка Фануилова, која исто така се слави на 16 февруари. И таа во истиот час прииде, славејќи го Господа, и им зборуваше за него на сите што очекува избавување во Ерусалим. До Христовото рождество сите праведни мажи и жени беа живееле со вера во Месијата кој треба да дојде, Спасителот на светот, и го очекуваа неговото доаѓање. Последните праведници на Стариот Завет, кој истекуваше, односно праведниот Симеон и пророчицата Ана, се удостоија да го сретнат во храмот носителот на Новиот Завет, во чија личност веќе се сретнаа божественото и човечкото. По повод на предстојните празници, односно празникот Сретение Господово, празникот Три светители и празникот посветен на светиот маченик Трифун, во храмот Свети Великомаченик Георги во Кочани на 12, 14 и 15 ќе се одржат златоустови литургии, па ја користам приликава сите верници да ги поканам на заедничка молитва.